Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве не во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за денешното издание. Мицкоски нема да капитулира поради уставните измени. Уште ако може и да не сме македонци, ќе бидеме најдобри, вели премиерот. Проблемот со Бугарија за железницата беше инженерски, а не политички. Николовски најавува нов автопат, експресен пат и тунел до границата. Македонско-српски бизнис форум во Скопје, Стоилковиќ и Месаровиќ најавија нови инвестиции и економска соработка. Криминогениот министер за кој се поведени постапки не може да биде решение. Министерот Трипуновски бара да се истражи работата на неговиот предходник. Политиката замина од историската комисија со доаѓањето на оваа влада. Нема и не смее да има влијание врз работата на академиците, вели министерот Муцунски. Старењето и селувањето ја разнишуваат стабилноста. Мемов бара инвестициски промени и нови мерки за фондот за пензиско и инвалидско осигурување. 8 вработени во општина Сарај и во град Скопје фалсификувале документи на фирма од Глумово и овозможиле да стекне имот вреден 1,7 милиони евра. Вршителот на должност градоначалник на Гостивар направил кривично дело, усвоил 2 детални плана без мислење од институциите, откри премиерот Мицковски. Европејците ќе плаќаат царина за пратките од Тему, Шеин и Алиекспрес. Се укинува царинското ослободување за пратките до 150 евра. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Полицијата спроведува интензивна истрага поради пријава за силување на малолетно девојче во Дебарско. Според информациите, таткото на девојчето, 41 годишен жител на регионот, пријавил дека неговата ќерка била жртва на сексуален напад од маж од Тетовско. Настанот, како што е наведено, бил пријавен на 10 ноември околу 15 часот во одделението за внатрешни работи во Дебар. Полицијата веднаш презела мерки за расчистување на случајот, а според портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, се работи интензивно на идентификација и преведување на осомничениот. Се преземат сите потребни активности за целосно расчистување на случајот, изјави Димовски. Поради заштита на малолетната жртва, од полицијата не откриваат повеќе детали, а истрагата е во тек. Скршил спомените, темнина беше не видо мајко, носи на беја не позна. Беше либето, давај ме, мамо, за него
сама ќе одам по него. Давај ме, мамо, за него, леле, цар сама ќе одам по него. Премиерот Христијан Мицковски потврди дека ставот на владата е многу јасен во врска со црвените линии во спорот со Бугарија. Се знае кои се нашите црвени линии. Подготвени сме да седнеме и да разговараме, ама не е коректно некој да очекува дека оваа влада, додека јас сум премиер, наеднаш ќе рече е добро. Ова што досега го зборувавме не важи, сега ќе седнеме и ќе направиме уставни измени. Вакви предавства и капитулации додека јас сум премиер нема да се случат, рече Мицковски. Тој најави дека владата ќе направи се што е во нејзина моќ за да ја заврши домашната работа. Ние ќе направиме се што е во наша моќ да ја завршиме домашната работа, ама ајде да видиме тогаш што ќе се случи. Пред 8 години, кога менувавме имиња и презимиња, ни велеа дека сме фронтранери, и ако ги смениме името и презимето, за 3 до 4 години сме во Европската Унија. Тие 3-4 години изминаа пред 3-4 години и каде сме, онаму каде што бевме пред 25 години. Супер, а ако го смениме уставот и уште ако може да не сме македонци, да сме нешто друго, ќе бидеме најдобри. Онака како што некој ни прави булинг и сака да ја сопре Македонија да напредува кон Европската Унија. Тоа нема да го дозволиме додека јас сум премиер. Кога ќе дојде некој друг, ќе видиме, рече премиерот Мицковски. Сладка тајна, сонот ми го зеде една лична Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори. Удри една чалга песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Звезда не е толку сјајна, ниту китка има убава ко Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори. Удри една чалга песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам.
Исто песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Исто песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Лазе мајка што те роди, тебе Ања убава. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Политиката ги има тргнато рацете од заедничката историска комисија со Бугарија, откако владата ја предводи премиерот Мицкоски, вели шефот на македонската дипломатија, запрашан да коментира изјава од бугарската страна дека работата на комисијата била наводно блокирана. Ниту имаме направено притисок, ниту влијание, што за жал се случуваше во минатото, зашто има сведоштва од членовите на комисијата во тоа време. Доколку навлезам во коментирање на тоа што го кажал господинот Димитров, а верувајте, имам личен став како човек по однос на многу работи што ги кажа тој во последниот период, веројатно ќе ја постигнам целта што и тој ја посакува, а тоа е да го политизираме тој процес, дециде на министерот Тимчо Муцунски. На пресконференција, министерот за надворешни работи и надворешна трговија додаде дека веројатно постојат различни толкувања за одредени состојби на двете страни од границата, но повтори дека треба академските представници независно да ги водат разговорите. Ние не смееме никако да им ставаме какви било притисоци, ниту со наше толкување на фактите, ниту да им воспоставуваме какви било временски рамки. Тие имаат слобода да работат како што мислат најдобро. Претходно, Ангел Димитров, преседавачот од бугарска страна со заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, изјави дека работата е во застој.
Постигнат е конкретен и цврст договор помеѓу Македонија и Бугарија за изградба на заедничкиот тунел од железничката пруга, потврди во емисијата Топ тема заменик председателот на владата и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Не успеа намерата на поединци во Бугарија да направат политички проблем од инженерски проект. Сега имаме јасен договор, а гарант за тоа се Европската Унија и Соединетите Американски држави, изјави Николовски. Тој посочи дека ова не била лесна задача ниту за бугарскиот вице-премиер и министер Караджов, на кого му оддаде признание, бидејќи, како што рече, сериозни политички структури беа против овој проект. Како клучен момент во напредокот на преговорите, Николовски го наведе состанокот во Истанбул, каде што двете страни постигнале целосна согласност околу сите прашања. Таму го презентирав проектот што го има изработено Македонски железници за целиот тунел. Тие го разгледаа и го прифатија. Јас превзедов обврска да ја забрзаме работата на делницата од Белјановце до Крива Паланка и да го објавиме тендерот за делот до границата. Очекувам тоа да се случи до декември. Од друга страна, бугарскиот вице-премиер се обврза да инвестира 1,2 милиарди евра, најголем дел за реконструкција на постојната инфраструктура и за делот од Ѓуешево до граница, рече Николовски. Тој нагласи дека проектот има и геостратешко значење, бидејќи е поддржан од НАТО и Соединетите Американски држави. Овој коридор е важен за снабдување на Украина. Од Бургас до Одеса патувањето со брод е кусо, а железницата овозможува ефтин транспорт кој може да се користи и при реконструкција на Украина или при понатамошни активности за одбрана, додаде Николовски. Вице-премиерот истакна дека со Караджов е договорена и изградба на експресен пат и автопат до Деве Баир, што, како што рече, се случува првпат во историјата и односите меѓу двете земји. Дополнително се договоривме да ги споиме коридорот 10 и бугарскиот коридор Струма. Тоа значи нова експресна врска од Македонија преку Смоквица, Валандово, Струмица и Новосело. Проектот ќе се финансира со ефтини кредити и грантови, за кои веќе има интерес од Европската Унија и Европската инвестицијска банка, објасни Николовски. Немам кому да ја кажам мојта приказна, груткав гради што ми тежи да си олеснам. Млади бевме, луди бевме и се сакавме, вечна љубов тур до гроба си ветувавме. Некој рекол вечна љубов да не ја биде, клета судба како сабја нас не пресече. Тој си самина, пуста туѓина, а зад него празна куќа, мали дечиња. А дечињата си порасна, да
живот така мина без убавина. Јас ги криев моите солзи да не ги видат. Двете деца слика носат, слика негова, за да знаат дека не се сирачиња. Некој рекол вечна љубов да не ја биде, клета судба како сабја нас не пресече. Тој си замина, пуста тугина, а зад него празна куќа, мали дечиња. А дечињата си порасна, да го вида својот татко си посака. Креаторот на сите проблеми и коруптивни дејанија во времето додека беа на власт не можат да бидат дел од решенијата што ги нудат, истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски при гостување на тема на денот на телевизија Сител. Трипуновски изјави дека има процесуирано постапки до основното јавно обвинителство за незаконско работење на Љупчо Николовски, но нема никаква реакција. Гледам дека во изминатите денови е многу гласен во јавноста и се обидува да манипулира. Сакам да кажам дека станува збор за можеби најкриминогениот министер во минатото. Ова го говорам затоа што јас како министер по влегувањето во министерството превземав низа на активности за проверка на неговото работење, посочи тој. Јас имам поведено неколку постапки до јавното обвинителство кои што повеќе од година дена не се процесуирани. Значи станува збор за постапки за сериозни злоупотреби на буџетски средства и така натаму, додаде министерот. Тој го повика јавното обвинителство да превземе активности и да ги испита случаите. Овие поднесени документи и пријави не се единствени. Изминатиот период бевме фокусирани во работата на министерството, враќање на довербата кон институциите, кон земјоделците. Работевме и на дополнителни проверки. Овој министер, кој што сега се обидува да се појави како спасител, во минатото ја заобиколил платежната агенција како тело за спроведување на програмите што ги носи министерството и формирал тричлена комисија надвор од процедурите и поделил грантови по 10.000 евра за така наречени мали семејни винарии. Се работи за над 800.000 евра буџетски средства, посочи министерот Трипуновски. Тој додаде дека во процесот на делење на тие грантови бил и председателот на партиската комисија за земјоделство, кој што по доаѓањето на новата влада дал отказ. И ова, како предмет кој е во завршна фаза, ќе биде доставен до јавното обвинителство, најавува министерот. За министерот кој што се јавува како спасител, имаме уште еден предмет, а тоа е злоупотреба на партиски вработувања и унапредувања во министерството на лица кои без согласност на Министерството за финансии и запазена процедура ги унапредувал и има штета по буџетот, додаде министерот Цветан Трипуновски.
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ние од самиот почеток рековме дека секаде каде што постои основано сомнение за криминал кој е подкрепено со докази, ние како влада ќе делуваме, рече премиерот Христијан Мицкоски во врска со истрагата против 8 вработени во општина Сарај во градот Скопје, меѓу кои против поранешниот градоначалник на Сарај Блерин Беџети. Ќе делуваме, ама од тоа нема да правиме естрада, нема да упаѓаме по дома со специјални единици. Едноставно, правдата е наш императив, без разлика дали тој што сторил неправда е сегашен или поранешен функционер. Да ги оставиме органите, обвинителството и судството да ја завршат работата, рече Мицкоски на почетокот на изградбата на спортска сала во училиштето Блаже Конески во аеродром. Во врска со барањето на веде градоначалникот на Гостивар Ваљбон Лимани да остане на должноста до изборот на нов градоначалник, согласно законот за локалната самоуправа, а не да се именува владин повереник, Мицкоски рече дека Лимани требало и други работи да сподели со медиумите. Не знам дали сподели со вас дека тој усвоил на совет 2 детални урбанистички плана, без да добие мислење на институциите, а тоа е кривично дело. Предпоставувам дека не споделил. Треба и тоа да го сподели до медиумите кога дава какви било сугестии, рече Мицкоски. Тој додаде и дека со коалицијските партнери во владата ја отвориле темата за именување владини повереници во 4 општини каде не беа избрани градоначалници и ќе разговараат. Da te posvršam, strojnik ja si pratim, da te posvršam. Amanet, ostana od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Amanet, ostana od pamti vek, greh bilo boj se sada, da ne se zeme. Tatko ne te dade, беше малечка, късмет си ми била, дойде
Заменик председателот на владата и министер за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ во Белград имаше работна средба со потпредседателката на владата и министерка за економија на Србија Адријана Месаровиќ. На состанокот било потврдено дека двете држави ќе продолжат со заеднички проекти и економска соработка, а веќе на 3 декември во Скопје ќе се одржи голем македонско-српски бизнис форум. Стојковиќ истакна дека форумот ќе биде насочен кон унапредување на трговската размена, создавање нови партнерства и поттикнување на заеднички инвестиции. Бројките веќе покажуваат дека оваа година економската размена ќе биде поголема од минатата, со повеќе од 1,1 милиарда евра во првите 9 месеци. Нашата цел е стабилен и економски поврзан регион на Западен Балкан, изјави Стојковиќ по средбата во Белград. Тој нагласи дека владата, предводена од Христијан Мицкоски, води политика која носи конкретни резултати, раст на економијата, отворање на нови пазари и зајакнување на регионалната стабилност. Со поддршка на премиерот Мицковски на форумот ќе се разговара за понатамошно унапредување на соработката и пласман на македонските и српските производи на двата пазари, додаде Стоилковиќ. Српската министерка за економија Адријана Месаровиќ по средбата изјави дека очекува форумот во Скопје да ја засили економската врска меѓу двете земји. Наша цел е интензивирање на соработката и изголемување на трговската размена. Податоците веќе покажуваат раст, што е охрабрувачки сигнал за стопанството, напиша Месаровиќ на Инстаграм. На средбата било потврдено дека соработката помеѓу Република Србија и Република Македонија продолжува да се развива во дух на партнерство, доверба и заеднички интереси. Покрај средбата во владата, Стојковиќ учествува и на конференцијата Western Balkans 2030, која за прв пат се одржува во Белград. Настанот ги собра сите представници на меѓународните институции, инвеститори и владини представници со поддршка на Европската инвестицијска банка и Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги. Конференцијата, организирана од списанието The Region, има за цел да го промовира потенцијалот на Западен Балкан во создавањето конкурентна и поврзана Европа и ќе продолжи да се одржува во различни градови низ регионот до 2030 година. Pusta pečalba, nije imam letovo da se oženam. Kegi viknam moji te stari drugari i dve rala svirači da se svatovi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po Benđeli.
usna medna da me pozdravi. Dava medna lira samo da ti sirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Samo da ti svirar baš pod penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Dava medna lira samo da ti svirar baš pod penđeri. Dava mušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Советот за економски и финансиски прашања на Европската Унија иницира размена на регулатива за царини, со која би се укинало сегашното правило за ослободување од царински давачки при увоз на стоки од трети земји во Унијата, чија вредност е до 150 евра. Според предлогот на министрите за финансии на земјите членки на Европската Унија, ваквата одлука би требало да биде усвоена што е можно побрзо, за да може да стапи во сила уште во текот на 2026 година. Тоа во пракса би значило дека по усвојувањето на измените жителите на Европската Унија за секоја нарачка од кинеските сајтови за електронска трговија, Тему, Шеин или AliExpress ќе мора да плаќаат царини согласно утврдените царински давачки што важат за сите стоки што се увезуваат во Европската Унија. Сега за пакети на производи во вкупна вредност од 150 евра нарачани преку кинеските онлайн продавници, жителите на Европската Унија не плаќаат царини. Првично беше предвидено ова правило да биде укинато по стапување на функција на Царинскиот центар на Европската Унија. Станува збор за централизирана платформа на Европската Унија за интеракција на царински управи на сите земји членки и за зајакнување на контролите на увозот на стоки, која се очекува да стане оперативна во 2028 година во рамките на пошироката реформа на царинската рамка во Европската Унија. Со образложувањето на Советот за предлагање на измените на правилото за наплата на царини, се наведува дека на овој начин Европската Унија има за цел да создаде еднакви услови за работа помеѓу странските и европските онлайн трговци на мало. Според податоците на Европската комисија во 2024 година, 65% од 4,6 милиарди пратки што влегле во Европската Унија биле ослободени од царински давачки, при што 91% од нив биле стоки од Кина нарачани преку сајтовите за е-трговија. Европските трговци тврдат дека ваквата практика им создава проблем со нелојална конкуренција, а дополнително покренува и загриженост за заштита на животната средина. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina.
покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Ергенскиот живот брзо си заминува, каде оди там не води се потрошува. Скоро сме во друго време, брак на врата е. Моите другари се срекни, се ожениле. Čuva denino, koga milost imame, srećno ke živeme. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva denino, koga milost imame, srećno ke živeme. Desna raka davaš, јас ке дадам се. Земи прстен да се знае, ке се земи ме. Со тебе јас ке ја делам сладбината. Срекна звезда да не води мои днината. Мајка, татко мои твои ке се радуват, кога внучиња во куќа Бог ке дарува. Ангелчињата. Љубовта е сила мој, ке не чува денинок, кога ми
живееме. Љубовта е сила мој, ке не чува ден и ноќ, кога милост имаме, среќно ке живееме. Директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување ПИОМ Никола Мемов учествуваше на меѓународната конференција Одржлив пензиски систем 2 децении прогрес во организација на Асоциацијата на друштва за управување со пензиски фондови на Македонија. Во своето излагање Мемов посочи дека реформата на пензискиот систем придонела за подобрување на состојбите, но дека и понатаму постојат сериозни предизвици, меѓу кои најголем е дефицитот во буџетот на фондот. Овој дефицит се провлекува со години и е резултат на повеќе фактори: недоволен број осигуреници во однос на пензионерите, издвојувањата од придонесот за вториот столб, како и покривањето на придонесите за здравствено осигурување на пензионерите, што паѓа на товар на фондот, изјави Мемов. Мемов предупреди дека старењето на населението и иселувањето на младите дополнително ќе влијаат врз одржливоста на пензискиот систем во наредниот период. Тој нагласи дека економскиот раст и отворањето на нови работни места се првата и основна мерка за консолидација на системот, бидејќи стабилноста на пензискиот фонд е директно зависна од пошироката економија. Невозможно е да се консолидира само пензискиот систем без да се земе предвид целокупната економска и институционална рамка. Државата функционира на неколку столбови: политички, безбедносен, економски и пензиски, и сите тие се меѓусебно поврзани, објасни Мемов. Како втора мерка за консолидација, Мемов го предложи зголемувањето на реалниот пасивен приход преку инвестиции. Тој оцени дека е време да се размислува за законски измени кои би овозможиле пензиските друштва да инвестираат до 50% од средствата на вториот столб на странски берзи, но со внимателно дефинирани заштитни механизми и скалест ризик. Може да се разгледа и модел каде државата би инвестирала дел од акумулираните средства во акции и удели на компании што создаваат реален профит, слично како во некои европски земји, додаде Мемов. Во своето обраќање Мемов откри дека фондот доставил краткорочни и среднорочни мерки до Министерството за социјална политика, демографија и млади, меѓу кои можност физички лица што не се во редовен работен однос, а остваруваат приходи, да уплаќаат придонеси за ПИО, продолжување на работниот однос по навршени 64 години на доброволна основа во приватниот сектор, постепено зголемување на стапката на придонес за ПИО за 0,3% годишно до 2030 година, плаќање придонеси за ангажираните со договор на дело во јавниот сектор. Мемов подсети дека реформата од пред 2 децении помогнала да се подобри наплатата на придонесите и да се обезбеди поголема транспарентност и сигурност за осигурениците. Со воведувањето на вториот столб, секој осигуреник има свои лични средства за пензија, јасен увид и поголема доверба во системот, рече тој. На крајот Мемов апелираше дека само со координирани активности на сите институции, владата, Министерството за социјална политика, пензиските друштва, МАПАС и фондот, може да се постигне долгорочна стабилизација на пензискиот систем. Треба да се сослушаме и заеднички да делуваме за подобро утре на осигурениците и идните пензионери, заврши директорот на ПИОМ.
си облечиш, барем едно чедо на раце да носиш и по него ќе ме паметиш. Барем едно чедо на раце да носиш и по него ќе ме паметиш. Писмо ќе ти пишам, пари ќе ти праќам, младјас ќе си одам, стар ќе ти се вратам. Ако не ме чекаш, дом ќе да се вратам, а бер да ми пратиш, јас да не се враќам. Парако до дом ќе замилува. Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против 8 физички лица, поранешни функционери и службеници во општина Сарај и во град Скопје, како и надзорен инженер, поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во службата и фалсификување или уништување на деловни книги. Како што информираат од управата, кривичната пријава е поднесена против лицата ББ во својство на поранешен градоначалник, СШ и ќК во својство на поранешни секретари во општина Сарај, АС и ќА во својство на раководители на сектор за урбанизам во општина Сарај, АШ во својство на помлад соработник во општина Сарај, и БШ во својство на раководител на сектор за планирање и уредување на просторот во град Скопје, и љТ во својство на надзорен инженер за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 од кривичниот законник, несовесно работење во службата од член 353В од кривичниот законник и фалсификување или уништување на деловни книги од член 280 од кривичниот законник. Постојат основи на сомнение дека пријавените лица вработени во општина Сарај, иако биле свесни дека за катастарската парцела не постои донесен детален урбанистички план со пречекорување на своите службени овластувања, изготвиле и одобриле извод од план и одобрение за градба со невистинита содржина, како и пресметки за надоместок за уредување на градежно земјиште, спротивно на законските прописи. А надзорниот инженер извршил технички преглед на објектот и изготвил завршен извештај со невистинита содржина, соопшти управата за финансиска полиција. На овој начин пријавените лица, злоупотребувајќи својата службена положба и овластувања, како и несовесно вршејќи ги своите должности, му овозможиле на правниот субјект Азра Идрис Доел од селото Глумово Скопје Сарај да се стекне со противправна имотна корист во износ од 108.638.840 денари или околу 1,7 милиони евра. Ajde da si kaže me pravo kade zgreših me. Odnesi me tamo kaj što pripada.
сказала, мајко стара ми напишала. Odnesi me, sudbo kaj livadite, tamo kaj što mirisa silno na goro cveke. Po naša ta sudbo kuća golema, tamo da si odmoran duša, ej premorena. Lazaro pole, tamo najgore, slika u glava, majko ena dušava, lična kalina, ejo davnina, tažna skazana, majko stara mi napišala. Lazaro pole, tamo najgore, slika u glava, majko ena dušava, lična kalina, ejo davnina, tažna skazana, majko stara mi napišala. Почитувани, дојдовме и до крајот на денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. И за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Волкот и седумте јариња. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Волкот и седумте јариња. Си беше еднаш една стара коза и имаше 7 јариња кои ги сакаше како што мајка си ги сака своите дечиња. Еден ден таа се готвеше да појде во шумата по крма, па ги повика сите 7 јариња и им рече: Мили дечиња, јас ќе одам шума. Чувајте се од волкот. Ако дојде, сите ќе ве изеде. Тој злосторник често се преправа, но вие лесно ќе го препознаете по неговиот груб глас и по црните шепи. Мамо, и рече тогаш малото јаренце, ќе бидеме предпазливи, ти можеш да одиш и не бери гајле. Старата коза замина и спокојно тргна в шума. Не помина многу време, а некој затропа на портата и викна: Отворете, мили деца, доаѓа вашата мајка и секому по нешто му носи. Јарињата меѓутоа по грубиот глас го познаа волкот и му одговорија: Не ти отвораме, ти не си нашата мајка, таа има мил и тенок глас, а твојот е груб и ти си волкот. Тогаш волкот отиде кај еден праматар и купи едно големо парче креда и го голтна. Од тоа гласот му стана поубав. Тој се врати и затропа пак на портата велејки: Отворете, мили деца, дојде вашата мајка и секому по нешто му донесе.
Меѓутоа, волкот не се сети дека на прозорецот ја стави својата црна шепа, па кога децата го видоа, тоа му одговорија: не ти отвораме, нашата мајка нема црни стапала како твоите, ти си волкот. Тогаш волкот потрча кон фурнаџијата и воздивна: се удрив понога, намачкај ми ја со тесто. Кога фурнаџијата му ја намачка шепата со тесто, волкот отиде кај воденичарот и побара шепата да му ја посипе со брашно. Воденичарот помисли дека волкот некого ќе измами, па се двоумеше, но волкот му се закани дека ќе го растргне ако не го посипе со брашно. Тој се уплаши и му ја побере шепата. Да, такви се луѓето. Злосторникот отиде трет пат, затропа на портата и нежно рече: отворете ми, дечиња, вашата мила мајчичка се врати и секому од вас по нешто му донесе од шумата. Јарињата почнаа да викаат: покажи ни ја најнапред твојата шепа, за да знаеме дали си ти нашата мила мајка. Волкот ја стави шепата на прозорецот и кога јарињата видоа дека е бела, си помислија дека е тоа вистина, па ја отворија портата и ете го волкот. Јарињата се уплашија и сака да се скријат. Едно јаре скокна под маса, друго в постела, третото јаре во печката, четвртото во кујната, петтото во шифонерот, шестото под мијалникот, а седмото во сандачето од зидниот часовник. Но волкот ги најде и без двоумење сите ги голтна. Само најмалото јаренце, тоа што се скри во сандачето од зидниот часовник, не го најде. Кога волкот се налапа, си отиде и легна на тревата под едно стебло и заспа. Наскоро од шумата се врати старата коза. Но што најде таа? Портата ширум отворена, масата, столовите, клупите, се беше превртено. Од мијалникот останаа само парчиња, покривачите и перниците беа расврнени. Таа започна да ги бара своите деца, но не можеше да ги најде. Ги викаше редум по име, но никој не се одзвиваше. Но кога го повика најмалото, се јави едно тенко гласче. Еве ме, мила мамице, овде сум во сандачево. Таја го извади јаренцето, а тоа и раскажа како дојде волкот и како сите јариња ги изеде. Можете да си представите колку плачеше кутрата мајка за своите деца. Така нажалена, таја излезе од куќата, а покрај неа подскокнувајки одеше најмалото јаре. Кога дојде на ливадата, таа го виде волкот како лежи под стеблото и грчи, така што сите гранки се тресеа. Таа почна да го гледа од сите страни и виде како нешто во полниот стомак се мрда и се преметнува. Господе, си помисли козата, кутрите мои деца што ги голтна за вечера, може би уште се живи. Таја веднаш го испрати јарето дома да донесе ножици, игла и конец. Старата веднаш на зверот му го распара мевот и само што засече. Едно јаре се подаде и дзирна, и така сечејки понатаму, испорипаа сите 6 јариња едно по друго. Сите уште беа живи и неповредени, зашто зверот на брзина ги голтна цели. Каква радост! Тие се умилкуваа на својата мајка и скокаа како бесни околу неа. Тогаш мајката им рече: одете и донесете камења, со нив да му го наполниме мевот на ова немилосрдно животно, додека уште спие.
Сите 7 јариња веднаш донесоа камења и му ги ставија на волкот во стомакот. Тогаш мајката коза брзо го соши, а волкот ништо не осети, ниту се помрдна. Кога најпосле се наспа, волкот стана и бидејќи од камењата во стомакот го мореше жет, тој тргна кај кладенецот за да се напие вода. Но кога започна да оди и да се движи криво-лево, камењата во него затропа и почнаа да се тркалаат. Тогаш волкот извика: "Што ли вака криво-лево ми се метка се во мевот? Тоа не се јариња, туку само камења." Кога дојде кај кладенецот и се наведна да пие вода, тешките камења го повлеко во водата и тој се удави. Кога тоа го видоа јарињата, дотрча и извика: "Волкот е мртов! Волкот е мртов!" И со својата мајка започна да играат околу кладенецот. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.